Па не беше само тоа, туку имаше воведни говори на еден обвинет што беше останат, и ова е фаза на постапката пред започнувањето на доказната постапка, каде што секој од обвинетите има право да ги слушне предупредувањата кои што се облигаторни од страна на и укажувањата од страна на председателот на Советот, кој што беше нешто направено, и нормално следи најбитниот дел од оваа фаза на постапката, произнесување на вина. Во таа смисла секој од обвинетите, доколку се чувствува виновни, може да признаат вина, и тука тогаш во таква ситуација ќе се прекинеше постапката против тој обвинет и ќе се отидеше во посебна постапка само за изрекување на казна. Како што видовте, на денешното рочиште за главна расправа никој од обвинетите не се чувствува за виновен и таа фаза заврши. Со завршување на оваа фаза, така наречената, да речем, приправна фаза, иако такво нешто не постои во Законот за кривична постапка, е завршена, и на 31.8 започнуваме со фаза на изведување на докази на обвинителството, што е согласно на ЗКП, а тие докази ќе бидат во смисла на сослушување на сведоци, и на 31 е закажано тоа дејство. Тоа. Сведоците на обвинителството, но верувам дека и вие ќе имате, кои се, можете ли да ни откриете кои се? Значи, толку има многу докази и сведоци за обвинителство, така да мислам дека ќе ни треба неколку месеци да ги изведеме тие, и многу е рано. Ние поднесовме листа на докази, не е дека нешто криеме, тие се транспарентни, меѓутоа кога ќе дојде време ќе ги видите. Сега се започнува согласно ЗКП со сослушување на сведоците и на писмените докази на обвинителство. Како ја коментирате колумната која што ја имала обвинителката Па како би коментирал таа колумна, не знам, секој одговара за своите постапки, меѓутоа да се нарекува одбраната дека хистерично се обидува погрешно да чита, дека ние сме неписмени, па не знаеме за кое дело некој се обвинува. Инаку еве вака јас го користам тоа право да кажам дека делото 313 терористичко загрозување до 2008 година го носеше насловот тероризам. Мислам, чисто вака ние како стручњаци да прочитаме, пошто не знаеме. Сега тоа исто дело по член 313 се преименува во терористичко загрозување на уставниот поредок со исти дејствија на опишување. Благодарам на јавното обвинителство што не просветли, и во иднина морам да ветам дека ќе бидеме многу по-ажурни и повеќе ќе се трудиме да го читаме законот, да конечно можеби еден светол ден да го осознаеме онаш за кое што обвинителството така вично и со многу докази ги обвинува овие лица.